спремни да оваа група на организации кои што ви искрена и секогаш кажувам кога нешто не знам. Министерството за труд и социјална политика се работи за настан, со кој што го завршуваме проектот Smart Start. Овој проект се спроведуваше последните 4 години, регионален проект, се спроведува во 6 земји од Балканот. Има за цел да изгради капацитет, знаење и да инвестира во невладени организации да се трансформираат во социјални предпријатија. На тој начин потпомага исто во создавање на понуда и побарувачка за социјално предприемништво. Социјалното предприемништво во Македонија е во зародиш. Има за цел да во суштина да поттикне економски активности кои што имаат социјална вредност, односно кои што решаваат определени општествени проблеми. Доста од проектите кои што ги поддржавме и организациите кои што ги поддржавме имаат за цел да го решат најгорливото прашање во Македонија, тоа е се уште невработеноста, особено невработеноста на ранливите категории на луѓе, но и да помогнат во справување со други предизвици, да речеме со справување со рак на дојка, со загадување, па тука имаме инвестиција во предпријатие кое што има за цел да поттикне велосипедизам и безбедност во велосипедизам. Производство и користење на органска храна, но и работа со лица со посебни потреби, аутистични деца, деца од ранливи категории на групи и исто така млади луѓе кои што немаат средства да се бават со определени спортови, па нашите програми во суштина ги поттикнуваат и ги овозможуваат тие можности. Што е тоа што и недостига на земјава за да може да се развива социјалното предприемништво? Така, значи социјалното предприемништво е во зародиш, но нашата влада е многу посветена кон развојот на социјалното предприемништво. Во рамките на овој проект ние дадовме препораки и владата ги усвои уште пред 2 години. Во програмата за вработување беа внесени определени мерки кои што веќе се имплементираат. Тоа се активните мерки за вработување кои што поддржуваат социјални предпријатија и невладени организации кои што се бават со социјално предприемништво, но се уште постои исто така волја да се промени системот на public procurement или пак јавни набавки, кои што има за цел, каде што исто така владата ќе стави определен процент од јавните набавки да бидат доставувани од страна на социјални предпријатија и на тој начин го поддржува социјалното предприемништво, но сите овие финансиски и политички мерки за поддршка не можат да бидат, не се доволни доколку нема законска рамка за социјално предприемништво, заради тоа што не можеме да утврдиме која компанија или пак која организација е социјален предприемач, односно се бави е социјална компанија и на основа на тоа да биде и корисник на овие услуги. Владата засега го на англиски се вели го врти образот, односно ја врти главата да не гледа директно, односно толерира давање на средства и на доделување на мерки кои што на предпријатија кои што се уште го немаат статусот на социјални предпријатија затоа што немаме таква правна рамка, но тоа може да ги доведе институциите во ризик, да бидат критикувани за недобро владење, за споделување на ресурси, јавни средства на компании кои што не исполнуваат услови и заради тоа, за да бидеме безбедни, за да создаваме јавна вредност, сметаме ние како организација дека е потребно да се донесе закон за социјално предприемништво и само тие кои што имаат статус на социјални предприемачи да можат да ги користат тие јавни ресурси и бенефиции, инаку би било
не би создавале јавна вредност. Повеќе пати е нагласено дека е потребна промена на законската рамка, има ли? Немаме воопшто законска рамка, имаме единствено можност, една мала можност која што се отвара во законот за невладини организации и фондации. Сдруженијата на граѓани имаат можност да спроведуваат економски активности кои што се профитабилни, на основа на кои можат да ги финансираат останатите нивни активности кои што се непрофитни, но тоа не значи дека тие се социјални предпријатија, а овие мерки кои што ги владата планира да ги развива, особено интервенцијата во јавниот систем на набавки, се однесува на социјални предпријатија. Дали има шанси наскоро да биде законски регулирано? Имаме повеќе верзии на законот веќе. Постои работна група, имаме интерес и еден конструктивен диалог на политики во однос на социјалното предприемништво. Мислам дека Министерството за труд и социјална политика беше многу фокусиран на некои други поважни реформи, заради тоа овој закон е малку оставен подолу на листата на приоритети, но верувам дека до крајот на годината министерката Царовска ќе го спроведе ветувањето на невладините организации и на социјалните компании да овозможи правна рамка за развој на социјалното предприемништво.